Епидемијата на стомачни заболувања во гостиварскиот регион влегува во фаза на смирување, вели министерот за здравство Сашо Клековски. Бројот на новозаболени се намалува, но институциите продолжуваат со анализите за да утврдат како дошло до појавата на заразата и дали имало пропусти во системот за контрола на водата и хигиенските услови. Последните податоци покажуваат намалување на бројот на пациенти. Од почетокот на епидемијата се регистрирани околу 4000 заболени, а здравствените власти оценуваат дека состојбата постепено се стабилизира. Сепак, паралелно со здравствената состојба, продолжуваат и епидемиолошките анализи за да се утврди хронологијата на настаните, кога започнале првите случаи, како се ширела заразата и кој бил изворот. Денеска имаме состојба од 80 првопријавени пациенти, што е двојно намалување од претходните бројки и дефинитивно сме во надолен тренд. Вкупната бројка на заболени е околу 4000. Со тоа што успеавме до сега да анкетираме, односно се пријавени 750 со пријави за заразни болести, анкетирани се 490. Според надлежните, треба да се направи разлика меѓу случаите поврзани со епидемијата и вообичаените летни гастроентерити, кои секоја година се појавуваат во овој период. Клековски, кој денеска ја посети специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза во тетовското село Лешок, вели дека контролата на водите е обврска на јавните комунални предпријатија, а едно од нив ја контролира токму водата во Лешок, каде што е утврдена бактериолошка неисправност. Редовниот мониторинг е обврскан на локалната СМП и локалните јавни комунални предпријатија. За тоа се боревме, за тоа се залагавме, да не биде се во Скопје, да не биде се во едно место. Управувачкиот комитет работи на прашањето, уште се беа недоволни вчерашните резултати на резидуален хлор, бидејќи во основа за водата да биде безбедна на одреден степен, се гледа колку хлор има во водата, уште не е постигнато посакуваното ниво. Во Лешок и во здравствената установа водата се обезбедува преку диспанзери, додека со локалната заедница се бара трајно решение за проблемот. Според Клековски, состојбата со водоснабдувањето во дел од руралните средини не е нов проблем, туку проблем кој постои со години и е поврзан со надлежностите на локалната самоуправа. Не е тајна дека во поголем дел од рурална Македонија, не е тајна за тие што излегли надвор од центарот на Скопје, дека во поголем дел од рурална Македонија, најголем дел од бунарите, водоводите се неисправни од бактериолошки причини, посебно во летните периоди заради ниските водостои, а с големите потреби за вода заради враќањето на диаспората во летните месеци. Епидемиолозите сега прават анализа на случаите од 25 јуни наваму, а се проверуваат и инкубацијските периоди на бактериите и вирусите пронајдени во примероците. И не се очекува појава на други болести, освен во случај на нехигиена, зашто во соработка со Центарот за јавно здравје Гостивар се обезбедуваат дополнителни тестови за откривање на можни вирусни причинители, а за тоа се алармирани и матичните доктори.